6 колективни згради во Струмица имаат забрана да ги користат оџаците. Вакви решенија издала Дирекцијата за заштита и спасување. Оттаму велат дека станува збор за постари згради кои имале оштетувања во каналите за спроведување на чадот. Значи, санкции во смисла на глоба немаме изречено, меѓутоа имаме издадено 6 решенија за забрана за користење на димоводни канали, оџаци, тоа е пред се во стамбени згради, кај што утврдивме дека истиот е неисправен, тоест или е напукнат, или е неисчистен, тоест скроз затворен, и заради заштита на сите станари, бидејќи од неисправен оџак не е опасност само од пожар, туку и од издувните гасови, тоест од чадот, бидејќи имавме проблеми кај што е распукан некаде оџакот, од самите штекери, од електричната инсталација, од вратите излегува чад, кој што не се гледа, меѓутоа се осеќа мириса кој што е опасен по животот и здравието. Во тој случај веднаш издаваме решение за забрана за користење на целата линија на димоводниот канал, додека не се поправи истиот. Дали станува збор за стари стамбени згради или новоизградени? Па пред се станува збор за постари стамбени згради, бидејќи кај тие стамбени згради во минатото, значи пред 10-15 години, имало запалување на оџакот повеќе пати и од самата температура, значи структурата на оџакот се нарушува, некаде доаѓа до напукнување, некаде доаѓа до целосно оштетување на димоводниот канал. Кај новите згради засега немаме таков проблем. Инспекторите од дирекцијата вршат контроли кај управителите на зградите. Таму проблем е кражбата на хидрантите. Целата одговорност за одржување на хидранската мрежа, тоест на опремата за противпожарна заштита, е на самите станари, тоест на фирмата која што врши одржување на целата зграда. Ние вршиме контрола на фирмите што вршат одржување и им бараме записници за сервисирање на хидранска мрежа, за чистење на димоводните канали, за сервисирање на противпожарни апарати. Истите успеавме да ги доведеме во ред. Состојбата е таква да во сите згради имат хидранска мрежа, меѓутоа се случуваат кражби на самите противпожарни црева. Значи истите мора да се заклучат со катенец, меѓутоа треба да се знае кај кого е клучот или во случај на потреба истиот да се скрчи за да може да се употребат. А во делот на противпожарната заштита во стамбените објекти, Димчев вели дека има проблем кај неколку постари згради кои порано имале рамен покрив, а во минатото добиле кров и стамбени единици под кровот. Таму издале решенија за станари кои го узурпирале самиот отвор за евакуација. Инаку, од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека вршат редовни и вонредни контроли во објекти, пред се каде што има и поголема концентрација на луѓе и досега немаат наидено на неправилност. Од друга страна, Динчев потенцира дека и граѓаните се навикнале дека треба редовно да ги одржуваат и чистат оџаците во своите домови.